Може да почнеме. Почитувани членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија, почитувани присутни, ја отварам 486-та седница на Судскиот совет и констатирам дека се исполнети условите за одржување на истата. Имено присутни се членовите на Судскиот совет: Ханиф Зендели, Сашко Георгиев, Антоанета Тимовска, Лорета Георгиева, Ивица Николовски, Мирсат Сурој, Мијази Мустафа, Селим Адеми, Павлина Црвенковска, Тања Чачарова Илиевска. Одсутни се председателката на Врховниот суд на Република Северна Македонија, судијата Беса Адеми, која по мејл достави известување дека поради претходно закажани работни обврски нема да биде во можност да присуства на оваа седница. Одсутен е и министерот за правда Кренар Лога, уредно известен, а во салата присутни се и представници на владиниот сектор, представници од проектот на Европската Унија, представници на медиумите. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Утврдување на кандидатски листи по објавен оглас за избор на членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите и тоа: еден член од редот на судиите од Врховниот суд на Република Северна Македонија и еден член од редот на судиите од апелационото подрачје Битола. Точка 2. Формирање на комисија за спроведување на избор на членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите. Точка 3. Донесување на решение за спроведување на избор на членови на Судскиот совет. Точка 4. Донесување на одлука за заклучување на судскиот изборен именик. Точка 5. Разгледување на извештај на Комисијата за рангирање на кандидати за избор на судии на Врховниот суд на Република Северна Македонија. Точка 6. Расправа по доставени приговори на решенијата за редовно оценување на судии, односно председатели на судови врз основа на доставен извештај на Комисијата. Точка 7. Утврдување престанок на судиска функција поради исполнување на услови за старосна пензија. Точка 8. Донесување на одлуки за избор на судии и поротници на Основен суд Кавадарци и Основен суд Струмица. Точка 9. Донесување на одлука за објавување на оглас за избор на председатели на Основен суд Кочани и Основен суд Охрид. Точка 10. Одлучување по известување за утврдена фактичка состојба по поднесено барање за утврдување на одговорност на судија, односно председател на суд. И точка 11. Разно. Ова е предложениот дневен ред, меѓутоа, колеги, би сакала да известам дека по точка разно, иако е ставена како точка, во овој момент нема материјали, а ова го кажувам од причина што предпоследната точка 10 е точка која што ќе биде разгледувана без присуство на јавноста, заради зачувување на интегритетот на судијата, односно председател на суд, така да во овој момент по точка разно не предлагам да се разгледуваат одредени состојби, а доколку и вие немате, добро би било сега да кажеме за тоа што да ја не ја држиме јавноста, односно да не чекаат со завршување на 10-та точка, па потоа да бидат повторно присутни под разно. Дали имате, колеги, нешто по точка разно, пред да го ставам на расправа дневниот ред? Не, во тој случај отварам расправа по предложениот дневен ред генерално. Повелете, колеги. Доколку никој не се јавува за збор, предложениот дневен ред го ставам на гласање. Повелете кој е за усвојување. 11 за. Констатирам дека едногласно со 11 гласа за е усвоен предложениот дневен ред. Пред да преминеме кон точките на дневен ред, би сакала да укажам сите да го почитуваме деловникот, односно деловникот треба да го почитуваме секако, тоа е неизбежно. Меѓутоа, не би сакала јас како председател да се доведам во ситуација да не дозволувам расправи по одредени точки, дополнителни расправи, и тоа да се свати како на друг начин. Затоа ќе укажам на доследно почитување на сите заеднички на член 12 став 7 и 8. Имено, член на Советот кој известител по одредено прашање може да излага најмногу 15 минути, а со одобрение на председателот на Советот и повеќе од 15 минути. Член на Советот може да дискутира по определено прашање од дневниот ред најмногу 5 минути со право на повторна дискусија од дополнителни 3 минути. Со оглед дека го имаме во предвид,
И оваа одредба од деловникот и сите одредби од деловникот може да преминеме кон разгледување на точка 1, а тоа е утврдување на кандидатските листи по објавен оглас за избор на членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите, и тоа еден член од редот на судиите од Врховниот суд и еден член од редот на судиите од апелационото подрачје Битола. Имено во врска со објавен оглас за избор на членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите, и тоа еден член од редот на судиите на Врховниот суд на Република Северна Македонија и еден член од редот на судиите од апелационото подрачје Битола, согласно член 13 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија, беше формирана комисија за подготвување на кандидатските листи. Таа комисија изготви кандидатски листи и истите се објавени на веб страната на Советот. Со оглед дека председател на таа комисија е колегата Сашко Георгиев, му давам збор како известител да не запознае однос на истото. Повелете, колега. Благодарам за тоа. Значи, почитувани колеги, почитувана јавност, како председател на комисијата, која што отрочена комисија, каде што јас сум председател, член на комисијата е колегата Ивица Николовски и колегата Селим Адеми. Значи, ќе го реферирам извештајот кој што го доставиме на Советот по однос на подготовката на кандидатските листи, односно проверка на пријавите на кандидати за оглас за избор за член на Судски совет на Република Северна Македонија од редот на судиите на Врховен суд на Република Северна Македонија и од редот на судиите на апелаторно подрачје Битола. Добро, комисијата на состанок одржана 3.4.24 година ги разреда и изврши проверка на доставените пријави во поглед на навременоста и исполнителноста на условите од член 11, комплетноста на пријавите со потребни документи согласно член 12 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија и објавениот оглас во Службен весник број 28/24 година од 7.2.24 година. По разгледување на пријавите, комисијата утврди дека по огласот за избор на еден член на Судски совет од редот на апелаторно подрачје Битола пријавени се 4 кандидати, а за избор на еден член од Советот од редот на судиите на Врховниот суд на Република Северна Македонија пријавени се 2 кандидати. По однос на навременоста на пријавите, комисијата утврди дека пријавите на сите кандидати за член на Судски совет се навремено доставени на Судски совет на Република Северна Македонија во делот на комплетноста и документацијата доставена по пријавите, а согласно член 12 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија и објавениот оглас ја утврди следната фактичка состојба. Член на Советот од редот на судиите на апелаторно подрачје Битола, значи кандидатот Александар Камовски, судија на апелациониот суд во Битола, значи кон пријавата заведена во Советот број 02/334/4 од 22.24 година доставени се следните документи. Да ги читам сите колеги или само да тврдиме дека ги имате, може ли во ред за тоа бара дозвола. Значи, колеги, комисијата констатира дека комплетноста на документите потребни за по однос на апликацијата за член на Судски совет од страна на колегата судија Александар Камовски е комплетна и целосна. И за комисијата се до тоа е констатирано како неспорно. Реден број 2 во периодот на објавувањето на огласот и периодот на апликацијата беше судијата исто доставила комплетна документација судијата Анита Милошевска, судија во апелациониот суд во Битола. Значи и тука комисијата констатира дека е комплетна документацијата и сите потребни документи се во прилог на апликацијата. Реден број 3 беше апликацијата разгледувана од страна на колешката судија Александра Попстефанија, судија на Основен суд Охрид, каде што исто така комисијата констатира дека е комплетна и целосна потребната документација за апликација за член на Судски совет. Воедно, под реден број 4, судијата Татјана Сусулевска, судија на апелациониот суд во Битола, каде исто така комисијата констатира дека е комплетна документацијата навремена и целосна. Значи, ова како извештај го констатираше комисијата со тоа што изготви и записник, со тоа што, колеги, во овој дел ќе констатирам дека дополнително значи повторно комисијата во прилог до од кога го разреда целиот овој материјал, дополнително констатира дека од страна на судијата Анита Милошевска, судија во апелациониот суд во Битола, својрачно по нејзино барање истата побара да се повлече, односно се повлече нејзината апликација и врз основа на тоа
значи дојдовме до состојба каде што повторно констатиравме како комисија дека во овој случај за апелаторно подрачје Битола од страна на комисијата е констатирано дека за кандидати се утврдени судијата Александар Камбовски, судија на Апелационен суд во Битола, судијата Александра Поп-Стефанија, судија на Основен суд Охрид и судијата Татјана Сосулевска, судија на Апелационен суд во Битола. Значи, како што потенцира колеги, во овој дел, значи за комисијата се тоа беше неспорно, утврдено и во овој дел за општата листа за кандидат за апелаторно подрачје Битола се предлог на комисијата судијата Александар Камовски, судијата Александра Поп-Стефанија, значи судија во Основен суд Охрид и судијата Татјана Сосулевска, судија на Апелационен суд Битола. Како што напомена да не се повторуваме, судијата Милошевска Анита ја повлече својата апликација. Значи, во овој дел, колеги, за да не го читам извештај, е таа состојба, констатирана страна на комисијата и во овој дел тоа е неспорно. Дали има прашања во овој дел, па за да поминам на другиот дел и уедно да ги разграничиме. Продолжете со реферирање, на крај ќе се отвори расправа, па ќе дискутираат колегите. Значи, колеги, по однос на огласот за избор на член на Советот од редот на судиите од Врховен суд Република Северна Македонија, констатираше комисијата дека се аплицирани во законски навреме рок со комплетна пријава судијата Цветанка Перик, судија на Врховен суд на Република Северна Македонија, каде кон пријавата констатирана од страна на комисијата дека се комплетни потребните документи, потврди согласно законот и тука во овој дел неспорно е утврдена дека апликацијата е законита, навремена и целосна. Исто така, тој судија кој што се кандидира за апликација за член на Судски совет е судијата Исамеди Лимани, судија на Врховен суд Република Северна Македонија, каде што комисијата во делот на навременоста на пријавата, комплетноста на сите потребни документи, исто така неспорно констатираше дека сите овие потребни документи и потребни податоци се исполнети и дека во овој дел како навременост, комплетност е неспорно утврдено дека и овој судија значи ги доставува сите потребни документи. Со тоа што, колеги, значи во овој дел за апликацијата за судиите од Врховен суд, каде што, како што рековме, дека комисијата го разгледуваше особено овој дел во смисла на тоа дека во делот на дозволеноста на пријавувањето, аплицирањето на судиите во овој смисол, имавме различно мислење по однос на овој став дека еден член од комисијата имаше издвоено мислење, кое што е нотирано на самиот записник, во смисла на тоа дека со оглед дека еден од овие кандидати судии е евидентиран од редот на националности, во случајот станува збор за судијата Исамеди Лимани, каде што при одлучување комисијата одлучи со 2:1, во смисла на тоа дека не може да биде пречка националната припадност за аплицирање од редот на Врховен суд за судија во Судскиот совет, од причина што тоа го нотираме во самиот записник, односно извештај како комисија, каде што ќе го прочитам овој дел за да биде појасно. Значи, од кандидатите пријавени за избор на член на Советот од редот на судиите во Врховниот суд Република Северна Македонија се констатира дека двајца пријавените кандидати доставиле уредна и комплетна документација. Значи, да не се повторуваме по однос на доставениот објавениот оглас во делот на надлежноста за изготвување на кандидатските листи, предвидени во член 13 став 2 од Закон за Судски совет Република Северна, се исконстатира дека различни ставови на членовите на комисијата и тоа во таа насока членот на комисијата судијата Ивица Николовски истакна дека во однос на апликацијата на кандидатот Исамедин Лимани, судија на Врховен суд Република Македонија, се привел на општата листа за член на Судскиот совет
смета дека е недозволиво од причина што структурата на Советот е дефинирана и предвидена во член 104 од Уставот на Република Северна Македонија, а составот на членовите на Советот е предвиден и разработен во Законот за Судски совет на Република Северна Македонија. Со примена на одредбите на Законот за Судски совет, со кои се регулира составот на Судскиот совет, истакна дека за него е јасно зашто бројот 8 не може да биде број 9, затоа што бројот 3 не може да биде број 4. Истакна дека сегашниот состав на Судскиот совет ги исполнува уставното и законско решение предвидено член 8 став 1 алинеја 2, каде е наведено дека 8 члена на Советот избираат судиите од своите редови, од кои 3 од избраните се припадници на заедниците кои не се мнозинство на Република Северна Македонија, при што ќе се запази соодветна и правична застапеност на граѓаните од сите заедници. Членот на комисијата Ивица Николовски истакна дека врз основа на погоре наведеното смета дека има законска пречка кандидатот Исамедин Лимани, судија на Врховен суд, да биде кандидат на општата листа од судиите од Врховен суд на Република Северна Македонија за член на Судскиот совет од редот на Врховниот суд. Понатаму, членот на комисијата Селим Адеми истакна дека не се согласува со тврдењата на членот на комисијата колегата Ивица од причина што Законот на Судски совет на Република Северна Македонија, поточно член 11 и член 12 ги пропишуваат условите и начинот на кандидирање. Согласно овие членови, кандидатот Исамедин Лимани, судија на Врховен суд на Република Северна Македонија, доставил целосна документација поради наведените причини, истакна дека предлага пријавата на овој кандидат да биде прифатена. Председател на комисијата јас во случајот истакнав дека сметам дека апликацијата на судијата Исамедин Лимани за член на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите на Врховен суд на Република Северна Македонија според мене нема пречки да не биде прифатена од причина што во член 11 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија конкретно се наведени причините и условите кои се битни и неопходни за апликација за член на Судскиот совет. Воедно истакнувам дека по уведување, по моје и по самиот оглас кој што е објавен во Службен весник, ги цитира одредбите од законот без да наведува дополнителни причини и услови, особено не по основ на националната припадност. Од овие причини сметам дека суштината на законодавецот е во Советот да има представник. Само извинете, колега Сашко, вие бевте должни да го образложите извештајот, а понатаму во расправата личниот став ви може да тогаш. Од комисијата, пошто кажам за 20 кој од кои причини 2-1, а потоа ќе дискутираме. Имаме материјалите, затоа требаше само да се презентира извештајот без поединечни размислувања од комисијата, меѓутоа повелете го имаме. Да завршам, па за кратко завршувам, па ќе дискутираме, да. Значи, од тие причини сметам дека суштината на законодавецот на Советот е да има представник од судиите од Врховен суд на Република Северна, без при тоа да се има дефинирано од која националност би бил истиот овој судија. Во ваков случај, доколку во овој случај биде избран за член на Советот, се доведува во прашање по некои убедувања за базируваното мнозинство, присуство на гласањето за базирувано мнозинство, но сметам дека со оглед дека тоа не е уредено во овој дел, дека по секоја сила на закон дека доколку е некој редот на националност дека спаѓа во редот на базирувано мнозинство, и сметам дека нема пречка согласно законот да биде овозможена оваа апликација, а судиите на Врховен суд се одлучат самите при гласање кој ќе биде нивни представник во редот на Судскиот совет. Само можам да потенцирам и тоа дека ваков пример во изминатиот период сме имале, каде што имаше одлуки на Советот, каде што беше одбиена нечија апликација во изминатиот период, но како резултат на негово барање, односно поставка од страна на Европскиот суд за човекови права во Страсбург е утврдено повреда во тој дел и воедно ќе потенцирам и тоа, колеги, со тоа завршувам, дека најскорешна пракса Вие почнавте расправа, колега, затоа ве предупредив, ве молам. Ќе продолжам. Значи, ви дозволив, меѓутоа сугестивно веќе делувате спрема членовите на Советот. Вашето убедување ќе го кажете кога ќе се отвори расправа. Ви благодарам, дали завршите. Констатира дека за кандидатите од Врховен суд, за избор на член на Судски совет од страна на комисијата утврдено дека
се двајца судии кои што се судијата Цветанка Перик, судија на Врховен суд Република Северна Македонија, и Самедин Лимани, судија на Врховен суд Република Северна Македонија. Благодарам колеги, доколку еве може да се вклучат дополнително по дискусија. Отварам расправа по изнесеното од страна на председателот на комисијата. Повелете колеги, првен се јави колегата Ивица, па вие Антонета, па Тања. Поред ќе одим. Да, и Тања, па вие, извинете, дворед. Благодарам. Како што слушнавте од страна на известителот, председателот на комисијата и во материјалите прочитавте, јас како член на комисијата за подготовка на кандидатските листи имав издвоено мислење, бидејќи сметам дека апликантот и Самедин Лимани има уставно законска правна пречка биде кандидат на општата листа за член на судски совет од страна на Врховниот суд, а од следниве причини. Но најпрво сакам да ме разберете. Воспитан сум и изграден сум во еден демократски дух. Јас сум поборник како човек, како граѓанин, за граѓанскиот концепт во нашето општество, и тоа најпрво ми дава обврска да ги почитувам правата на сите заедници, но како припадник на мнозинската заедница имам право да бараме и почитуваме. Од друга страна, како правник, како судија, имам обврска да бидем правно издржан, правно реален. Почитувани колеги, уставотворецот, а и законодавецот на прашањето, на ова прашање посветил доволно внимание. Структурата на судскиот совет е јасно определена во Устав, во член 104. Да не го опременуваме времето, исклучиво ќе се задржим во делот и припадноста на судиите во ова дело. И во Уставот, и во Законот за судски совет е предвидено дека судскиот совет се состои од 8 суди, од кои тројца се одредени на заедниците, а при тоа водејќи сметка за соодветна и правична застапеност на сите. На истиот начин како и Уставот и во Закон за судски совет, ова е припатено и така е постапувано. Во член 12 од Законот за судски совет јасно е определено и кажува: кандидатите за член на советот од редот на судиите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до советот. А при тоа во алинеја 5 како услов е наведено изјава за која листа се прејавува. Во член 13 став 3 алинеја 1 и 6 кандидатските листи се подготвуваат по изборни единици, и тоа како општа листа за кандидат од Врховен суд на Република Северна Македонија, а во алинеја 6 како единствена посебна листа на кандидати на судиите припадници на сите заедници кои не се мнозинство во Република Северна Македонија за целата територија на Република Северна Македонија. Во член 16 од Законот за судски совет е определено при изборот на членовите на советот од редот на судиите се зема предвид следната застапеност на членовите од подрачјата на сите апелациони подрачја. Па, меѓу другото, во алинеја 6 и 7 кажува: двајца члenoви се избираат од редот на судиите, припадници на заедницата која е повеќе од 20% од населението во Република Северна Македонија. Еден член се избира од редот на судиите, припадници на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија. И во член 17 не случајно се бара национална припадност. Ако се земат во предвид сите овие одредби, тогаш јасно се дава одговор зошто бројот 8 не може да биде 9,
И не случајно тука уставотворецот посветил доволно внимание, за разлика од другите општи одредби, кај што не оперира со бројка, туку кажува да се земе во предвид правична застапеност и така натаму и така натаму. Овде е јасно наведена бројката. И затоа бројот 3 не може да биде 4. Од друга страна, ова прашање не е прв пат отворено во Судскиот совет. Законот за Судскиот совет е донесен 2006 година. Денеска сме 2024 година. Имаме измени, значи интервенирано е, но во делот на овие одредби воопшто нема промени. Тоа значи дека уназад овие години ова прашање било поставено во Судскиот совет и секогаш се третирало на начин како ја што се го обидувам да го појаснам и убедам. Дека е тоа така, ова е јавен документ и затоа нема потреба да се става во материјалите. Изборни резултати за првиот избор на членови на Судски совет. Примена на овие одредби за кои ја говорам. Од сајтот на Министерство за правда може да ги вадите и може да видиме пример како се постапувало ова прашање. Врховен суд на Република Македонија. Во судски изборен именик на ниво на Врховен суд на Република Македонија имаме општа листа на која бил избран кандидат од мнозинска заедница и посебна листа на која бил избран кандидат од редот на другите заедници. Понатак, во 2018 година записник од одржана седница на Судскиот совет. Ова прашање било два пати поставено. Во 2018 година ние, односно тогашниот Судски совет, имал апликант од мнозинската заедница кој аплицирал на посебната листа. А исто така имал и во обратна ситуација кога апликант од редот на другите заедници аплицирал на општата листа. Ставот на Судскиот совет бил дека имало уставно правни пречки и за тоа и на оваа седница истиот став во оваа насока, како јас што предлагам, дел од овие членови присутни тука гласале. И јас не гледам сега кои се тие изменети околности денеска при исти и уставни и законски одредби да го сменат мислењето. А од друга страна ви прашам, дали припадниците од немнозинската заедница би се согласили ние судиите од мнозинската заедница да аплицираме на нивната листа. И со тоа не би го пореметиле структурата и составот на Судскиот совет онака како што е предвидено и во устав и закон. Мислам дека на ова прашање е доволно посветено внимание, земајќи во предвид никој да не биде загрозен, а по друга страна да се почитуваат правата како граѓани без оглед од мнозинска или од малцинска заедница. Од тие причини, ние кога веќе имаме пракса уназад, затоа што овие одредби се применуваат цели 18 години и никогаш немало други измени, туку секогаш кога припадник на немнозинска заедница ќе аплицира на мнозинската листа, има уставно законски пречки и неговата кандидатура била одбиена. А исто така, кога припадник судија од мнозинската заедница аплицирал на посебната листа, неговата кандидатура била одбиена. Практично, што тоа би значило? Ние во уназад близок период ќе имаме престан на мандатот на еден од припадниците на немнозинската заедница.
дали ќе дозволиме во иднина на таа листа, на тоа испразнето место за член на судски совет, да аплицира припадник суди од музичката заедница. И дали, ако завземеме таков став, ние во иднина нема да го нарушиме балансот. Јас сум убеден дека ќе го нарушиме. Знам јас како сум дојден во судскиот совет, знае Сашко како е дојден во судскиот совет и останатите, мислим, чисто куртоазија спомнеме. Но сметам дека треба да се почитуваме. Друго е прашањето, ако во овие услови и уставот и законот по ова прашање има недостатоци, треба да се измени, оној кој е надлежен да ова прашање го абсолвира, измени некој измени. Меѓутоа, сегашната правна разрешница, мислам дека е таква. Благодарам. И од тие причини, јас имам издвоено мислење и сметам и убеден сум дека јасно е определена структурата на судскиот совет и јасно е предвиден начинот за да ова тело биде оформено. Благодарам. Благодарам. Реплика ли барате? Прозван бевте, затоа реплика во иднина, ако не сте прозвани, нема да дозволам реплика, повелете. Добро, значи јас морам да истакнам дека го почитувам ваквото мислење и тврдење како страна на колегата, значи во делот на сето оно што го изнесе, дека тоа е, јас го почитувам и го ценам. Многу е тесна границата и линијата дали сметам дека е во право или не е во право, но моето убедување произлегува од основа на законот. Законот член 12 вели дека секој судија во Врховен суд има право да се аплицира во редовна како кандидат за член на судски совет. Една работа, од ова доцепам тоа право, не били од која националност е, тоа е една работа, и така поставам едно сега за себе на прашање. Дали тоа значи дека во иднина секојаш представник од Врховен суд е ексклузивно право само за национална основа, за гарантирано за одредена националност. Тоа е една работа. Втора работа, колега што спомна овој дел 2018, да, јас во вториот дел, односно крајот на 2018 бев тука, и за ова прашање, кој што спомнавте, дека како пример, токму јас, еден од малку двајца, мислам дека бевме колеги, кој што гласав со поддршка на овој кандидат, станува збор за тогашниот кандидат Славчо Тасев, кој што за жал, како рече, пракса на Советот е дека донесе таква одлука, кај што ја ограничи неговата апликација, но реалноста 20 година веќе, после 2 години, 20-21, ние добивме апликација, односно утврдено право, повредено право од Европскиот суд за човекови права, каде што ние имаме и сега се уште незавршени некои постапки во делот на тоа дека како да му го оствариме ова право на овој суд, кој што веќе е во пензија. Од друга страна, гласав и тогаш за, нека се провери во делот на листинзите, сум гласал тогаш за поддршка на овој кандидат, дека може да се прецени. Мора да кажем и тоа дека судиите одлучуваат при изборот кој ќе биде кандидат, односно кој ќе ги представува во судскиот совет, а апликацијата со оглед дека ги исполнува условите, мислам дека нема пречка. И со тоа што ќе завршам, колега, дека по моје убедување законодавецот, уставотворецот во овој дел утврдува дека должно и загарантирано право е на редовна националност за тие 3 места, каде што е исклучиво загарантирано право. За тие 3 места кои што исполнуваме. А останатите, значи е услов да биде судија, а не утврдена националност. Може би во иднина треба да се реши ова како правно прашање, како правна празнина, но во случајот дека тоа не е уредено, го читам законот, многу јасен за мене, а судиите ќе си одберат, ќе се одлучат како и кој ќе ги застапува во судска совет. Благодарам. Ова практично не ви беше, колега, реплика, ова беше вашата дискусија. Да, значи, веќе го искористивте правото на дискусија, имате уште еднаш на повторно 3 минути, тоа е. Дали ви е реплика? Повелете, па да продолжиме со останатите членови. Само би сакал да се обидам да појасним, случајот Славчо Тасев со овој случај не може да се поистовети. Во тој случај конкретно му е оспорено правото на граѓани на Република Северна Македонија на припадност, на етничка припадност. Овде е нешто друго. Овде не е спорна етничката припадност. Апсолутно, значи, тие два случаи не можат
а се различни, не можат да ни послужат во позитивна пракса. Тоа е пракса што во еден друг случај треба да ја примениме, но апсолутно не може да се поистовети со тој случај при одлучување по ова прашање. Благодарам. Тања, повелете. Благодарам. Точно е тоа што го кажа колегата Ивица и јас би молела да не се справи компарација помеѓу несоодветни состојби, за да се апсолутно за 18-та нема апликација за Страсбург Славчо Тасев, да не ги мешаме работите. Така да ве молам, Славчо Тасев е апсолутно друг случај, нема никаква врска со оваа состојба. Го делам мислењето и ставот на колегата Ивица. Зошто? Затоа што составот на судски совет дефинитивно е утврден во Уставот на Република Северна Македонија, во членот 104, односно поточно амандманот 28, кој во целост го заменува членот 104 од Уставот, каде што во однос на членовите на судски совет, кои се одредот на судиите, и уставотворецот определува дека треба да бидат 8 членови, од кои вели тројца се одредот на заедниците кои не се мнозински во државата. И при тоа да се води сметка за сразмерната застапеност. Ова уставно решение во целост идентично е превземено и во Законот за судски совет, односно во членот 6 од Законот за судскиот совет. И тука нема дилеми. Не сметам дека е тенка границата во случајов на која листа може да аплицира конкретниот кандидат. Зошто? Затоа што јас лично проверив официјалните податоци во судскиот совет, во судскиот изборен именик. Овој кандидат, судијата Исамедин Лимани, е запишан по негов собствен избор како припадник на албанска националност и тој има право, согласно одредбите од Законот за судски совет, да аплицира исклучиво на посебната листа, на единствената посебна листа од членот 13 став 3, каде што е определено како се изготвуваат кандидатските листи. И тој бил должен тоа да го наведе во својата изјава во смисла на член 12 став 2 алинеја 5. Значи, прифаќањето на кандидатот Исамедин Лимани, судијата на општата кандидатска листа, во конкретниот случај би значило флагрантно кршење и на Уставот и на законот. Со тоа што, значи, кога точно се определува припадниците на заедниците кои не се мнозински, на која кандидатска листа можат да бидат, ние да го ставаме на општата кандидатска листа. Е недозволиво. Со тоа, зашто велам се кршат овие цитирани претходно членови 6 и од Законот за судски совет и 104 од Уставот, нема да ги повторам, да ги цитирам, бидејќи ги цитираше колегата Ивица, затоа што ќе се наруши составот на судскиот совет. Мене не ми интересира дали имало поинакви ситуации во минатото или немало, или дали ќе има во иднина, меѓутоа во овој момент јас се држам за овие уставни законски одредби и сметам дека има уставно законски пречки судијата Исамедин Лимани, кој што во судскиот изборен именик е самиот се определен како албанец, да биде ставен на општата кандидатска листа и сметам дека таквата апликација треба да биде одбиена. Благодарам. Благодарам. Антоанита Пасели. Извинете. Да. Во случај на гласање, додека советот има поинаков став, мнозинството има поинаков став, јас најавувам издвоено мислење кое ќе го писмено образложам во рок од 3 дена и барам да биде објавено на веб страната на советот. Ајде најпрвин да го сочекаме исходот. Да, благодарам. Повелете, Антоанита. Во цело се согласувам со
дискусијата на колегата Ивица и на колешката Тања и само ќе надополнам, одејќи се од извештајот кој го подготвиле колегите. Членот 11, на кој се повикува и колегата Сашко, е нешто што значи услови кои треба да ги исполни член на судски совет кој доаѓа од редот на судиите. Ние немаме посебни услови за членови кои доаѓаат од припадниците на заедниците и од мнозинската заедница. Условите се исти. Стаж, државјанство и така натаму. И затоа не би требало да се повикуваме на овој член. Понатаму, членот 12 на кој се повикувавте, дека ја утврдува кандидатурата, дека кандидатите за член на Советот од редот на судиите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и кон пријавуваат што доствуваат? Потврда за судиски стаж, биографски податоци, оцени за резултати, податоци за учество на стручна и професионална едукација од академијата и изјава на која листа се пријавува. Изјавата на која листа се пријавува е нешто што се подразбира затоа што се знае структурата, моменталната структура на судскиот совет, која што е утврдено со устав и со закон. Одредбата е идентична. Ние можеме сега да дискутираме и да теоретизираме дали поставеноста на нашето уставно решение е во ред или не. Дали тоа не значи ограничување на малцинските права или не. Мене ако ме прашате, јас сум за граѓански концепт. Но ние некако како да се оддалечуваме од тој граѓански концепт. Ние во овој момент имаме таква поставеност, каде што имаме 3 загарантирани места за заедниците. Не е ова така едноставно прашање, бидејќи Уставот го третира тоа, а Законот за судски совет третира како одлучуваме при избор на судии. Тоа е членот 50, вика, кога Советот избира судија и председател на основен суд и апелационен суд, кој се наоѓа на подрачје на единица на локална самоуправа, каде што 20% од граѓаните зборуваат службен јазик, различен од македонскиот, одлучува согласно со член 49 од овој закон, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство на Република Северна Македонија. Колегата Исамедин Лимани е албанец по националност. Дали еве теоретски да го изберат колегите да биде член на судскиот совет? Дали може некој овде во советот да му забрани да гласа по член 50 и да рече извинете, јас сум албанец. Така? Кој ќе биде мнозинството тогаш? Кој ќе бираме? Сега се тројца, за кој значи двајца треба да гласаат за да некој биде избран, а кога ќе имаме четворица ќе треба да тројца. Значи се нарешува цел еден систем. Ова прашање не е ниту едноставно, но не е нерешливо, затоа што го решил и Уставот и Законот. И за мене, колегата Исамедин во овој момент не може да биде на кандидатската листа. Исто така, го прашувам, еве ги прашувам во останите, колегата Мирсат во септември му престанува мандатот. Така или во декември? Колегата Сашко доаѓа исто од редот на заедниците на колегата Мирсат во декември. Од кои редови ќе избереме членови? Од тие редови. Ние мораме да го почитуваме тој принцип. Мора да избереме, ќе ни се наруши со устав утврдениот број на членови. Затоа, значи, не може да се каже од Врховен суд секогаш ќе дојде од мнозинската заедница или во зависност од тоа како ќе се менува составот. Да не дадеше колешката Мира Радевска оставка, ќе беше друг соодносот. Значи, секогаш се цени моменталниот сооднос. Јас повеќе не би дискутирала на оваа тема, за мене ова е јасно решено и со Уставот и со Законот. Јас се надевам дека нема да има потреба од издвоени мислења, дека ќе ни проработи она што значи што се вели правничко во сите нас и толкување на Уставот и на Законот. Благодарам. Благодарам, Селем. Благодарам. Како прво треба да расчистиме и да разјасниме. Судски совет не бира член на судски совет,
тоа го бират самите колеги суди. Ние само возможуваме за одреден судија да биде кандидат. Ако тоа не е во ред, тоа најверојатно ќе го кажува своите колеги кои ќе биде кандидат во Врвен суд и ќе му кажуваат: извини колега Усамедин, ти не може да добиеш гласови, зашто не ги исполнуваш условите, зашто го нарушуваш тој структурата во судски совет. Тоа е во нивни раце. Значи тоа тие ќе го кажат, зашто мислам дека таму се искусни врвни судии и тие тоа подобро ќе го кажат. Како второ, во огласот кој беше објавен, никаде немаше забрана за судија да се пријави во оглас од друга етничка заедница. Никаде. Проверете го, читајте го огласот. Комисијата ги изгледуваше условите што треба да ги има еден кандидат. Врз основа на тоа, судијата Усамедин Лимани ги исполнуваше условите, зашто во огласот беа препишани член 11 и 12. Никаде немаше забрана дека не може да се кандидира. Од друга страна, да знаеме дека законот ги дели на изборни единици. И ние сега ги мешаме изборните единици. Точно изборните единици кажува од каде и кои може да бидат кандидати и да бидат членови на судски совет. Тоа што се повикувате на местото на колега Сашко Мирсат, тоа се посебни изборни единици, каде исклучиво се кажува кој е кандидат. Во другите изборни единици нема пропишани правила дека не може да биде од друга етничка заедница. Од една друга гледна точка, дека зборуваат овде нарушување на структурата на судски совет. Колеги, овој судски совет, зборувам функционирањето од почеток, повише од 5-6 години. Во овој судски совет беа 6 членови на судски совет од друга етничка заедница. Искрено ви кажувам, немаше проблем функционирањето на судски совет и кога беа тројца албанци и тројца власти. Немаше проблем. Никој не го постава ова прашање дека е незаконит, неуставен судски совет. Никој не оспорил досега ниту една одлука на судски совет. Имавме период кога истиот со овој судски совет имаше 6 членови од другите, 4 албанци, 2 власти. Па сега имаме пак променета ситуација. Имаме 4 албанци, 1 власт. Значи структурата во судски совет повише од 5-6 години е изменета во судски совет, затоа немојте колеги да се повикувате во структурата. И затоа не ви држи тезата дека ако овде доаѓа уште еден од друга етничка заедница, ќе се разруши структурата. Не, колеги. И кога имаше тројца албанци, структурата немаше проблем, никој не го оспори тоа прашање, никој не го покаже на тоа прашање, и кога имаше тројца и 4-1, 4-2, никој не го оспори. Не знаем дали некој го оспори тоа, никој не го оспори. Но, јас, како член на комисијата, ги разгледав огласот. Врз основа на огласот беа докажени кои услови. Кандидатот ги имаше доставени сите потребни документи. И за тоа мене беше факт дека кандидатот ги исполнува условите. А кој ќе биде избран? Подобро ќе каже судијата од Врвен суд, па тие се професионалци со искуство суди. Тие ќе кажат, ако тој нема да му влага глас и нема да се наруши структурата. Тоа ми беше во делот на структурата, а во делот како ќе функционира, и ми имаме и друг пример. Освен судскиот совет, значи не ги рамна, зашто ние сме посебна делени како една од третите власти, со разлика од Советот за јавни обвинители, па ние го имаме пред еден месец и повеќе, можеби имаше избор за член на Совет за јавни обвинители. Истата ситуација. Никој не го спорава, колегите, дека може на општа листа да се пријави и друг кандидат од етничка заедница. Значи, од републичкото јавно обвинителство беше избран од самите колеги кандидат која од друга етничка заедница. Никој не го спореше тоа. И принципот на бадинтет, што го кажувавте како ќе се спори, принципот на бадинтет, законот ги предвидува кој ги има тие права.
исто така функционира Советот за јавни обвинители, кажува само тие што се избрани од листа, што е гарантирано за други етнички заедници, тие го има тоа право да го користат Бадинтер. И кога имавме 6 тука, немавме проблеми Бадинтер. И 3 кога бевме, немавме. Ево, земете сите запитници, колеги, не може. Затоа не се повикувате на структурата, зашто овој совет повише од 6 години, ја што памтам, а мислам дека и порано имаше 6, зашто беше еден турчин порано беше член на судски совет, но не навлегувам во тоа, јас кажам зашто јас знам. Повише од 6 години функционирал со 6 членови од друга етничка заедница, па никој не го поставувал ово прашање дека се оспорва структурата, дека е кршен уставот, никој не го поставува. Но сепак секој има свое мислење, тоа е демократско право, секој има свое обидување, тоа е тоа, јас го кажам моето размислување, колешката Тања своето обидување, но сепак овие се тие околности, само сакав да не повикувате на структурата, зашто судски совет функционираше со 3 албанци, со 3 власи, со 4 албанци, 2 власи, никој не го оспорил, зашто имаме повише од другите етнички заедници. Благодарам. Благодарам, дали друг Милјазин? Благодарам. Јас сакам да се приклучам на дискусијата, ја да бидам краток. Целосно се согласувам на предлог ранг листата доставена од страна на комисијата, а исто така целосно односно имам поинакво мислење од колегите кои што го споруваат истото, со тврдење дека самите такви тврдења со кои што им се ограничуваат, односно се обидуваат да им се забранат, односно да им се забрани аплицирањето за член на судски совет од страна на судиите од Врховен суд е во спротивно со уставот и законите кои што се во сила во државата. Ние сме правници, сме свесни дека нашиот устав, што е во сила, е во согласно со Охридскиот рамковен договор, кој што ги штити помалите етнички заедници од мајоризација на мнозинството. А во спротивното, во ниту еден момент не сме стекнали ниту еден случај каде што им се забранува, односно се ограничува горната граница на застапување на помалите етнички заедници во институциите. Затоа, уште еднаш ќе потенцирам дека согласно уставот и законите е определена долната граница од која не треба да спаѓа представување на помалите заедници во институциите, а не спротивното. Од друга страна, според Законот за судски совет и Законот за судовите, кои што ја организираат и ја регулираат ова фела, многу јасно и децидно е потенцирано дека од страна на судиите во Врховен суд не стои во ниту еден момент од која етничка заедница треба да биде. Туку стои судија од Врховен суд. И затоа секое поинакво тврдење, односно мислење, сметам дека е дискриминаторно и е во спротивно со уставниот поредок на нашата држава. Благодарам, друг. Лорета Памирсат. Благодарам. Колку не сакав да се јавам за збор, меѓутоа бидејќи беше спомнат примерот на колегата од апелационот подрачје Штип, сега пензиониран Славчо Тасев, само ќе кажам дека недоследноста во дискусиите и контрадикторноста во дискусиите на одредени колеги на вистина ме изненадува. Формулацијата дека не е исто и дека не треба да правиме равенство или споредба меѓу овие две кандидатури исто ме изненадува. Дури многу пострашно од тоа. Ајде, бидејќи на последното одлучување во врска со предметот Славчо Тасев, односно неговото барање за повторување на постапката, кој се случуваше пред известен период и за кој, како што кажа и самите колеги, се уште нема епилог, ќе кажам дека ситуацијата многу еклатантно, многу правнички за сите што малку повеќе разбираат, интересна за дискусии и за разгледување. Конкретно, колегата Ивица го кажа како некоја позитивна пракса, дека во 2018 година, кога се одлучувало
за кандидатурата на конкретниот колега за избор на член на судски совет од редот на судиите за апелационо подречје Штип, дека не му е прифатена кандидатурата од причини што, како што разбрав, дека се работи за национална припадност, национално чувство, повредени национални чувства и нешто слично. Да разграничиме. Колегата Славчо Тасев се има пријавено на општата листа за апелационо подречје Штип, која е општа листа за сите припадници на македонската национална заедница. Бидејќи за припадниците на националностите има посебни листи. Од кои причини овој судски совет, во кој патем јас сум избрана на овој оглас, значи не сум била не сум била член на судски совет и не сум носела одлуки во тој правец, судски совет прифатил дека истиот нема право да биде кандидиран и му е отфрлил кандидатурата од причина што токму овој колега и во изборот за член на судски совет во 2012 година, кога била избрана колешката Миријана Гоцевска од апелација Штип, и на изборот во 2018 кога патем од колегите јас сум избрана како представник нивни и како член на судски совет, колегата Славчо Тасев, кој патем за цело време во судскиот изборен именик во делот на националната припадност се декларира како бугарин, токму во времето на изборите и во времето кога се доставуваат кандидатурите, тој доставува барање дека сега се чувствува македонец и бара како таков да биде прифатен на оваа листа. Меѓутоа, еве, да не сум пристрасна, нема да кажам моje мислење, како што патем и не учествува во ниеден дел во оваа постапка. И првиот состав во 2012 на судски и на Правда и на судски совет и сега во 2018 не му е прифатено токму од тие причини. До денот на пензионирање ланската година колегата Славчо Тасев, значи освен за потребите и во време на изборите за членови на судски совет, во нити еден момент не побарал промена на податоците во судскиот изборен именик со официјално барање дека не се чувствува дека повеќе не сака да стои во евиденција како бугарин, туку дека сега се чувствува македонец и бара да биде запишан како македонец. Меѓутоа, и во еден таков случај, кога патем само уште да нагласам дека освен колегата Славчо Тасев, на изборот во 2018 година за членови на судски совет бевме уште 5 кандидати, што значи дека во услови на 6 кандидати, Страсбург на овие одлуки во врска со негова апликација дека му е повредено правото на изразување национално чувство и врз основа на тоа му е одбиена кандидатурата, наоѓа за дека има повреда кај во делот на правата на колегата Славчо Тасев. Сега, за мене обратно едно друго прашање. Доколку сега имаме предмет на одлучување за кандидатска листа за Врховен суд. Врховен суд е единствена општа листа, нема друга листа. Значи, на општата листа за Врховен суд можат да се пријават исклучиво само суди од редот на Врховниот суд, значи суди на Врховен суд. Друга листа немаме. Таа е единствена листа, како единствена општа листа. И тука навистина е дискутабилно за мене. Дали можеме да го ограничиме пријавувањето или кандидатурата на некој од колегите од друга националност? Сепак сите се судии на Врховен суд. Ако Страсбург утврдил повреда кај колегата Славчо Тасев, кој патем, доколку им било допуштено да биде кандидат, никој не гарантира дека во сите 6 дека токму тој би добил, и ако врз основа на оваа одлука на Страсбург, колегата Славчо Тасев е финансиски обештетен, ако врз основа на оваа одлука од Страсбург, судски совет заради спроведување на одлуката на Страсбург
направи измена во судскиот деловник со додавање на нов член 7а, во кој токму го регулираше ова право и начинот на утврдување на кандидатските листи и пријавувањето на промените во судскиот изборен именик, сега ќе поставам како прашање друго. Имаме двајца кандидати. Доколку ние прифатиме дека колегата Исамедин Лимани, од причини што е албанец, нема право да учествува на овој избор како кандидат. Значи не останува еден единствен кандидат. Тоа е колешката Цветанка Перики, судија. Доколку, значи, Исамедин Лимани, еве денес изгласаме дека нема право да учествува по таа основа. А колешката Перик е единствен кандидат како судија. Тоа значи дека никој да не гласа, таа сама за себе да си гласа, таа ќе помине и ќе биде член на судски совет. Така или не е така? Сега ќе ви кажеме до друго нешто. Имајќи го примерот пред себе со колегата Славчо Тасев, за кој патем овој совет и комисијата најде за потребно и јако пензиониран да го бара од дома и да го повикува во просториите и да се произнесе дали ја продолжува постапката за повторување на постапката, ќе прашам друго нешто. Дали тоа не значи дека колегата Исамедин Лимани нема да ги искористи сите правни средства кои му стојат на располагање, да ја побива нашата одлука со која сме го попречиле неговото кандидирање? Дали тоа значи дека во овој чист случај, помеѓу двајца кандидати во кој го отстранувате едниот, а ексклузивното право на избор останува само на еден судија, дека Страсбур ќе донесе поразлична одлука од претходната, во која повторно ќе нагласам? 6 кандидати бевме во прашање. Никој не гарантира дека Славчо Тасев би го добил изборот. Сега, дали тоа значи дека повторно државата на една веќе пракса од Страсбур и едно изградено мислење, патеме за 2012, не за 2018. Мислам дека има и за 2018 ново. Дали тоа значи дека ние повторно ќе доведеме државата во ситуација да плаќа штета како што му исплатила на Славчо Тасев заради неговата повреда на чувство на национална припадност и врз основа на тоа исклучување од кандидатската листа? И уште повеќе, и во интерес на колешката Цветанка Перики. За крај само тоа ќе го кажам. Не и посакувам да го доживее истото вознемирување што јас го доживувам, бидејќи постапката се уште не е завршена. Бидејќи ни крива, ни должна, ќе биде во ситуација доведена да го брани сопствениот легитимен избор и законитоста на изборот. Ако грешам, поправете ме. Бидејќи, еве, судски совет, со одлуката за Славчо Тасев, јас во 2018 не сум била член на судски совет, меѓутоа сега сум. Ако овој состав на судски совет најде за потребно на целосно спроведена одлука на Страсбур и со финансиска исплата и со секој патем него ни утврди како комисија, дека и мимо фактот што одлуката на Страсбур е за 2012 година за изборот, мојот избор е во 2018, меѓутоа иницијалниот акт повторување на постапката е за изборот во 2018, на која точно и јас сум избрана како кандидат. И непосредно неколку месеци пред истекот на мандатот од 6 години како член на судски совет, овој судски совет донесе одлука дека јас немам право да барам своји права како заинтересирано лице, посебно со оглед на фактот да после 2020 година ова комисија донесе одлука дека му е основано и дозволено барањето на колегата Славчо Тасев и продуцира да јас поднесувам тужба до управен суд во кој барам да ми биде признато статусот на заинтересирано лице, патем постапките не се завршени. Мислам дека од мојата не можете да... Јас се извинувам, меѓутоа, дајте да се држиме до темата. Јас се извинувам што земам за збор. И не сакам да вратам, значи, не можете да ми одземете збор. Значи, ако обезмете, не ги поминавте колешка толерантна, со мај ве молам привршувајте, ве нема да ве прекинам, Значи, искрено да ви кажам,
да имавте малце доблес, немаше да се вклучивте, ќе ме оставите да завршам последната реченица. Бидејќи, ако обезбедивте во времето на одлучувањето за овој предмет, да нема никаква друга јавност, и нема ништо во јавноста, меѓутоа има материјални докази и има трага од се. Дискусијата, мислам дека ја разбра сите присутни. Јас од искуството со предметот на колегата Славчо Тасев, јас нема да се дрзнам да гласам против кандидатурата на колегата Исамедин Лимани и ќе поддржам. Благодарам. За збор се пријавија и Мирсат и Ивица и Антонета. Дали Ивица и Антонета имате реплика или првен на Мирсат, бидејќи не се јавил досега за дискусија? Повелете за реплика, па колегата Мирсат. Од грешката очигледно сум бил погрешно сватен, воопшто кога се повикав на праксата на одлучување на судскиот совет, воопшто не мислев на случајот со Славчо Тасев. Но, користејќи оваа реплика, уште еднаш би сакал да појасним дека безпредметно се спомиња случајот Славчо Тасев и истиот не може да се поистовети со овој случај. Уште еднаш ќе повторим. Во случајот Славчо Тасев, кој што е познат во одредени периоди од своји собствени причини, ја менува по своја воља етничката припадност. Во еден момент при избори во судски совет, неговата припадност била една, па во други избори ја менувал припадноста, некој одлучил дека вие не можете да ја менувате припадноста согласно условите. И со тоа греши, затоа што Уставот јасно дава за право секој граѓанин во нашата држава во секој момент да си ја смени етничката припадност. Значи, тоа не може да го поистоветиме со овој случај. Не знам зашто повторно Тасев, па судскиот совет сгрешил, па за тоа Европскиот суд за човекови права ни дава насоки во кој случај, како и така натаму и така натаму. Значи, да се разбереме. Некој неоправдано му гоускратил правото на Славчо Тасев на припадност, на национална припадност. Ова не е, ова прашање на дневен ред, не може да го поистоветиме со тоа прашање. Толку. Благодарам. Антонета, реплика имавте? Не. Тогаш Мирсат, повелете колега Мирсат. Да. На повторна. Добро. И јас како член на Судски совет се согласувам со предлогот на комисијата, односно председателот на комисијата и неговото мислење за предлог ранг листата. Сметам дека за мене кандидатурата воопшто не е пречка на одредениот колега. Ограничување на ваквото лично загарантирано право како представник од Врховен суд во ниту еден момент не треба да биде пречка токму од нас како судски совет, бидејќи ние со ваквата дискусија сметам дека даваме лоша пракса и порака токму на поделби и директна дискриминација со одбивање на ваквата кандидатура. Кој не е во духот на заедничката заложба за права, да не ги наведувам некои работи што претhodно беа кажани од колегите Миласим и Селим. Значи, тие трите места се загарантирани места за заедници, не само за албанци, и за останатите заедници, што мора да ги има во Советот. Но овдека се работи за општа листа, се работи за Врховен суд, не за апелациони подрачја, туку за еден суд во државата и се бара представник од судот. Со самиот збор поим представник, значи представник од тој суд, без разлика нивната националност. И сметам дека ваквото ограничување во ниту еден момент не треба да биде токму од Судски совет. Како што примерот го рече, го наведе и колегата за Советот на обвинители. И сметам дека ваквиот предлог за ранг листата е сосема во право и ќе го поддржам ваквиот предлог и ќе гласам без никаква пречка. Благодарам. Антонита, на повторна дискусија имате 3 минути. Сега се направи основна конфузија. Општа листа, посебна листа, ваква листа, таква листа. Значи, треба да се... Јас пред се морам да кажам дека од се најмногу сум поборник за граѓански устав и за граѓанско општество. Меѓутоа, уставот е таков каков што е.
Членот 13, мораме да одиме сега член по член. Вика Советот од својот состав формира комисија од 3 члена за подготвување на кандидатски листи. Тоа што сте го правили. Комисијата од навремено доставените кандидатури на кандидатите кои ги исполнили условите од членот 11 од овој закон изготвува кандидатски листи и ги објавува на веб страницата на Советот. Кандидатските листи се подготвуваат по изборни единици, тоа општа листа за кандидат од Врховниот суд, општа листа за кандидат од апелационо подрачје Скопје, општа листа за кандидат од апелационо подрачје Битола, општа листа за кандидат од апелационо подрачје Гостивар, општа листа за кандидат од апелационо подрачје Штип. Бидејќи овдека многу сега ние го апсолвиравме случајот Славчо Тасев, па тој бил се пријавил на општа листа како кандидат за апелационо подрачје Штип, каде што саме овој совет утврдил дека на таа општа листа може да се пријави само лице од припадник на македонската заедница, и Славчо Тасев како бугарин се пријави. И му одбиле кандидатурата, му рекле не, ти не си по националност македонец, ти си бугарин. Па тој рекол не, јас сега се декларирам како македонец и сакам да бе на таа општа листа. И како е сега ова исто? Воопшто не е исто. Јас не велам дека овдека може дека постои дека не е тенка границата. Но ако веќе нашиот устав, кој што е производ на сите случувања во 2001 година, го утврдил вака, што по мене ќе мораме во иднина да го надминеме, и сето тоа полека да добие една граѓанска димензија, не можам да се сложам дека ние сега сето треба да го отфрлиме и да речеме да, ние сега ќе го толкуваме тоа поинаку. Некому ќе скратиме право. Чекајте сега да ве прашам. Што е тогаш ако малцинството реагира на тој начин дека треба да се оди во нагоре, мнозинството ќе реагира. Кеќа зошто пак мене ми се ускратуваат правата кога треба да имаме повеќе. И тоа води во недоглед. Во еден момент кога ќе се смени уставот, имаме различна ситуација. Јас не велам дека нема да се... Еве јас ќе гласам против кандидатурата на колегата Исамедин, затоа што вака е поставено во уставот и во законот. И не велам дека нема да треба можеби критики, нема да се јават и експерти по уставно право кои што ќе го критикуваат тој мој став. Но едно е ние теоретски да ги разгледуваме работите, а друго е практично да го спроведеме тоа, да обезбедиме функционален судски совет, во кој утре при гласањето колегата Селим рече, ама тој, значи сега колегата, ние ќе му забраниме на колегата Исамедин, ако теоретски биде избран. Ќе му речеме, не, ти не можеш да гласаш сега по член 50, бидејќи ти си избран од општата листа. Тој е припадник на... Ќе се доведеме во прашање да го дискутираме тоа. Еднаш кога ќе се доведе, можеби никогаш нема да се доведе, ама може да се доведе за некое прашање. Како ќе му речам јас на колега? Па не можеш ти да гласаш. Како ќе му речам кога тој е албанец? Тој ќе каже не, јас го користам моето право, гласам. Се нарушува цел еден систем. Јас не велам. И не велам јас сега дали е тоа добро или лошо, колешка, ако вие дискутиравте половина час. Јас дискутирам. Ве молам не се обраќате лично, продолжите. Што значи, јас не велам дека е тоа дали постои најисправен пат, помалку исправен пат. Само мораме да се држиме до уставот и законот кај што сега мене тие прашања и тие дилеми ми се отвараат. Инаку, јас најмалку би ги делила судиите по националност. Имате добар судија и лош судија. И најмалку присталица на тоа мора да влезе сега затоа што е македонец или затоа што е албанец. Треба да биде избран тој што е подобар. Реплика или повторна дискусија? Селим, вие реплика, а вие барате реплика или повторна? Ќе бидам кратка. Значи, немате збор, Селим побара реплика. Повелете Селим, па вие. Председател, ќе барам да го почитувате деловникот. Кажавме дека секој има право на 5, па после уште има и 3 минути. Реплика кажавме само ако му се спомнува име. Јас своите 5 минути ги користив. Сега ќе го користам зашто ми беше спомната името, ако не имам плюс 3 минути, мислам дека сите да се тоа зашто сите се ги повторуваме истите зборови.
бе прозван како не треба ние да му забрануваме, зашто ви кажувам, имаме искуство во Судски совет, 6 бе од националностите, немаше никаков проблем и никој на никому не му забрани. И како второ, не се работи за малцинства, се работи о суди од друга етничка заедница. Добро се изненадам. Лорета, повторна дискусија од 3 минути. Кој не се носи. Кратка, нема потреби. 3 минути да мерете на часовникот. Ме изненадува на колешката Антонета само би сакала да ја одговорам. Навистина ме изненадува таква контрадикторност во изразување, во ставови, во мешавина на ситуации, едно нешто направено, друго се дискутира, навистина јас не можам да разберам, посебно од некој што 30 години судија. Едно размислуваше колешката и носеше одлуки како член на комисијата за конкретниот предмет за Славчо Тасев, сега зборува нешто друго. Ајде да расчистиме едно елементарно нешто. Општата листа што е? Што е посебната листа? Општата листа е листа на која може да се пријават сите по апелациони потрачија од редовите на мнозинството националности, тоа се македонците. Посебната листа ја знаеме. Наредно, значи така не читавте кога ми чувавте во конкретниот предмет, сега нешто друго зборувате. Наредно, денес зборуваме за општа листа за избор за Врховен суд и таа е една и единствена листа. Ве слушам цело време и вие и некои од другите колеги. Тенка линија, бе каква тенка линија, луѓе? Една единствена општа листа за Врховен суд на кој никој не е иземен затоа што бил припадник на некаква друга националност, освен дека бил македонец. Каде читате дека на општата листа за Врховен суд дека имат право да се кандидираат само колегите од редот на македонците? Па испревртано и презентирање и на устав, да, уставот држи до некоја рамка која треба да обезбеди правична застапеност на колегите кои не се припадници на мнозинството. И тоа е единствената поента, единственото нешто до кое води сметка и уставот и законите за Судски совет од прв до денешен. Тоа што каже колегата Ивица дека во тој дел немаме промена на одредбите. Па немаме. Зошто? Затоа што се води сметка за правична застапеност, да не се случи да бидат во овој состав, како и при одредени други органи или институции, да бидат само македонци, а да нема застапеност на колегите од другите националности. Тоа е поентата на да се обезбеди нивното, да не биде нивно отсуство. Меѓутоа, да на една единствена општа листа Врховен суд не е еден во државата. Да вие го ограничите правото на некој судија да се јави како кандидат, апсолутно сметам дека сте погрешни. Погрешно читате. Дали кој како ќе добие, тоа си гласат колегите. Меѓутоа ние да си земаме право на джелати, да ние му прекинеме на некој. Значи, јас одговарам за моите зборови, за мојата риторика. Значи, да ние му го ускратиме правото на некој, легитимно како судија на Врховен суд, дека не смее да се кандидира, погрешно. Дали имате реплика, Антонета, бидејќи бевте лично прозвана и не прозвана, и беше прозвано моето искуство. И сите слушнаа што кажав и сега некој не ги преврти зборовите, токму тоа го направи колешката, но тоа нема да навлегувам на тоа ниво. Јас само тоа го објаснив. Јас за своето искуство и за тоа што го зборувам стојам и ниту сум джелат, ниту мислам некому, него само го толкувам уставот. Впрочем, ќе гласаме и секој ќе го кажа своето мислење, сечие мислење е за почитување и никој нема тука вето на вистината. Ханиф, вие се јавивте. Благодарам. Искрено ја изненаден од некои дискусии на колегите. Но сепак ќе го почитувам нивното мислење. Потполно го поддржувам председател на комисијата што го изложи тоа поднос и на првата кандидатска листа и на втората.
односно општа листа на кандидати за Воровен суд, и сметам со нашиот начин на размислување правиме можеби дискриминација на член од Воровен суд да биде кандидат. Тоа искрено чудно, но тоа сепак останам на тоа дека духот на уставот и на законот не е тоа. Духот на уставот и законот е секој има право во оваа држава да биде кандидат согласно огласот што го имаме ми објавено. Не би сакал сега уште да кажувам зборови, што веќе некои од колегите оде ги кажа. Потполно го поддржувам кандидатската листа и за Битола и за Воровен суд. А посебно за тоа што го кажавме за ова што зборуваме сега за Воровен суд. Со оглед дека рече сите зборувавте, ако ми дозволите, ми дозволите, тоа е моје право и ќе го искористам и јас на дискусија. Значи, апсолутно ги почитувам сите припадници на заедницата во нашата држава. Но, повеќе, односно исклучително го почитувам Уставот и законите. Јас не знам кој бил духот на Уставот, ниту знам кој бил духот на Законот за судски совет. Бидејќи не сум била дел од законодавниот дом, ниту сум бил дел од извршната власт кој што ги припрема тие законски решенија, меѓутоа сум правник и знам да го читам законот. А знам и Уставот секако. Член 104 од Уставот вели: 8 члена на Советот ги избираат судиите од своите редови. 3 од избраните членови се припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија, при што ќе се запази соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. И ќе бидам децидна. Од 8-те суди, 3 треба да се припадници на заедниците. Имаме ли колеги во овој момент 3? Да, имаме. Тоа се колегата Ханиф, колегата Мирса и колегата Сашко. При тоа е запазен и она дека еден од тие треба да се припадници на помалите заедници, тоа е колегата Сашко. И тука за мене завршува се, колеги. Во спротив, не вика најмалку. Не знам зошто така е предвидено, меѓутоа има зошто. Тоа така е усвоен амандман 28 кој е преточен во член 104. Што значи, што ми има 3, нема простор за поинакво размислување. Во спротивно би се довеле во ситуација на сега 2 испразнати судиски места, ние, еве собранието, да предложи своји кандидати, бидејќи вика 8 члена се од редот на судиите, 5 ги избира собранието, 2 на предлог на председателот и на собрание. Што значи, ако сега се случи повеќе од ониот предвиден број од 3 членови од припадниците на заедниците се зголеми тој број, може структурата да се менува и во овој дел. Па не мора 8 судии, еве, 7 судии ќе бидат, 6 од собрание. Колеги, Уставот е дециден. Јас на вистина не сакам во овој момент да размислувам кои правни механизми, кој ќе ги користи, како било претходно одлучувало, каква била праксата, бидејќи не знам и дали постојат променети околности. Меѓутоа, јас знам за себе дека ако сега го прекршам Законот за судски совет, а уште пострашно Уставот, тогаш можам да сносам одговорност. Дали при претходно некое постапување, така си останало, биле 6 души албанци или не знам што, тоа не сум запозната движењето на судскиот совет годините наназад 10-15, и не знам од кои причини не била инициирана постапка, меѓутоа, во овие околности, кога судскиот совет му следат и текако мониторинг и одредени реформи, јас нема, барем со мојот глас, макар и да сум сама. Колешката Тања што рекла, и ќе го издвоа мислењето, исто колешки јас би го издвоила мислењето, затоа што се плашам од одговорност ако го прекршам Уставот. И тоа е нешто што ме води. Во ситуација ако имаше 2 членови од редот на судиите, а например се случеше ова септември, колегата Сашко веќе испразнато местото, јас немав дилема и ќе гласам. Но во овој момент 3 места се пополнети и нема ни помалку, ни повеќе. Разбирам се, ги почитувам сите припадници на заедниците, но најдраг ми е Уставот и само тој ми е основно од некое што треба појдовно да одам,
А во текот на дискусиите се обидував дури да размислувам по однос на оние ваши ставови и дискусии, колеги, дека ајде да им дадиме на судиите да се одлучат они. Не можам да дадам, тука е препреката. Ова е првото нешто што јас мојот став треба да го изразам дали ќе го прекршам уставот. Не можам со моите размислувања, со моите ставови, согласно устав и закон, да дозволам некој да одлучувал дали било противуставно и противзаконски да биде колегата, судијата Исамедин дел од таа листа. Апсолутно, колеги, ве разбирам сите, разбирам дека секој имате различни размислувања, меѓутоа ова е многу сензитивно прашање и повторно ќе кажам, ниту ме интересира духот на уставот, ниту духот на законот. Не сум дел од подготовка на истите и донесување на истите. Јас сум дел од денешната дискусија и денес треба да го почитувам, еве не законот за судски совет, еве ќе кажам не, уставот. И тука немам дилеми. Затоа ќе гласам против кандидатската листа. Дали има некој друг? Повелете. Јас имам реплика. Дека не ме прозвавте со име и тоа се повикавте на моите зборови кои што ги кажав и се осетив како да ја брате направо мене. Мислам дека не е во ред да се каже од председател на судски совет дека не го интересира духот на уставот и духот на законот, бидејќи од тоа е суштината и на уставот и на законот. Бидејќи од тоа произлегуваат и нормите, и уставниот поредок, и целото регулирање на државата. Затоа уште еднаш ќе потенцирам дека духот на уставот и самиот устав ги штити помалите етнички заедници од мајоризација оставена на поголемата етничка заедница. По ниту еден случај не го ограничува нивното застапување во поголем број од минимумот. Да не се обратам сега во компаративни случаи во нашиот судски совет кога формираме комисија на известители. Дали треба, кога се работи за судија од етничките заедници, дали треба да има и член на комисија некој од заедниците од член на судски совет? Зошто не реагирате тогаш кога се двајца членови од етничките заедници во комисија? Или кога се случува тројца да има? Ова е уставот. Дали има некој друг? Антонита, веќе има реплика, не сте директно повикана. Дали има, тука ќе прекинеме, ве молам да бидеме доследни во почитување на деловникот. Сите кажавме, се надевам на разбирање, доколку нема никој, не гледам друг да се јави за дискусија, тогаш кандидатската листа, ние дискутиравме по однос на кандидатската листа за врховен и ќе оди поединечно гласање со кандидатските листи. Дискусија, иако беше отворена и за другата кандидатска листа, гледам дека нема различни размислувања, односно поинакви од оние кои што беа презентирани од страна на председателот на комисијата. Па ако се согласувате, колеги, да не повторно расправа да се отвара по едната, тогаш да се стават двете на гласање. А ако имате, еве, да расправаме и за таа кандидатска листа сега, само. Во ред. Тогаш го ставам, мора... Повелете. Процедурално ќе се обидам да ме разберете. Не можеме двете кандидатски листи да ги ставиме. Не, посебно се ставаат расправата заедничка. Расправата, не се разбравме. Да не отварам повторно по завршување на првото гласање расправа. Што значи сега треба да се стави предлогот на комисијата, тој кој што сте го утврдиле, за целата кандидатска листа, без издвојување за, иако имаше различни дискусии, го ставам на гласање предлогот за утврдување на кандидатската листа за кандидати од Врховен суд на Република Северна Македонија, и тоа Цветанка Перич, судија на Врховен суд, и Исамедин Лимани, судија на Врховен суд. Овој предлог го ставам бидејќи така беше рефериран од комисијата, кој е за да биде усвоена кандидатската листа онака како што е предложена од страна на мнозинството членови на комисија. За, 5 против. Констатирам дека со 6 гласа за, согласно член 38, Советот одлуките ги донесува со мнозинство од присутните членови со право на глас, доколку со овој закон поинаку не е определено поинаку. Констатирам дека со 6 гласа за и 5 против донесена е одлука
со која се утврдена е општата кандидатска листа за кандидати од Врховен суд на Република Северна Македонија, и тоа Цветанка Перич и Исамедин Лимани, судии на Врховен суд на Република Северна Македонија. Наредно ја ставам на гласање општата листа за кандидати од апелационото подрачје Битола, на која се Александар Камбовски, судија на апелационен суд Битола, Александра Попсеванија, судија на Основен суд Охрид, и Татјана Сосулевска, судија на апелационен суд Битола. Кој е за? 11 за. Констатирам дека едногласно со 11 гласа за е донесена одлука со која е утврдена оваа општа листа. Преминуваме на точка 2. Точка 2 е формирање на комисија за спроведување на избор на членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите. Согласно член 14 став 1 и 2 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија е предвидено дека Советот формира комисија за спроведување на избори за членови на Советот од редот на судиите, која што комисија за избор се состои од председател, двајца членови и нивни заменици. Во став 3 од истиот член е предвидено дека председателот на комисијата за избор, еден член и нивните заменици се избираат од Сдруженијето на судии на Република Северна Македонија, а еден член и неговиот заменик се избираат од редот на представниците на Сдруженијата и фондациите кои работат повеќе од 5 години во областа на човековите права и владење на правото. За таа цел беше доставено барање до Сдружение на судии заради избор на председател на комисијата, еден член и нивни заменици, а воедно беше објавен јавен повик до Сдруженијата и фондациите да си номинираат по еден кандидат за член на комисијата за избор. Од страна на Сдруженијето на судии доставена е одлука со која што за председател на комисијата избран Субхи Јакупи, судија на Виш управен суд, а за заменик председател на комисијата избрана Даниела Димовска, судија на Основен кривичен суд Скопје. За член на комисијата управниот одбор ја предложил Емилија Шопар Јованова, судија на Основен граѓански суд Скопје, а за заменик член на комисијата е предложена Сузана Дончевска, судија на Основен граѓански суд Скопје. Согласно доставениот јавен повик од страна на Сдруженијето на граѓани, Институтот за човекови права предложи за член на комисија и заменик член, односно предложи ја номинира Елена Кадрич, и во прилог кон пријавата е доставена и документација, и ова е она што имам да ви го воочам по однос на оваа точка, но сега отварам расправа, повелете дали имате дилеми пред да се донесе одлука за формирање на комисија. Имате овие цела документација во точките. Никој не бара збор. Доколку никој не бара збор, предлагам да се донесе одлука за формирање на комисија за спроведување на избори за членови на Советот од редот на судиите, да се формира комисија во состав Субхи Јакупи, судија на Виш управен суд, како председател на комисија, Даниела Димовска, судија на Основен кривичен суд Скопје, како заменик председател на комисија, Емилија Шопар Јованова, судија на Основен граѓански суд Скопје, како член на комисија, Сузана Дончевска, судија на Основен граѓански суд Скопје, како заменик член на комисија, и Елена Кадрич од Институт за човекови права, и член на комисија и заменик член на комисија. Кој е за? 11 за. Констатирам дека едногласно е донесена оваа одлука како што беше даден предлогот, и ќе воочам дека комисијата за спроведување на избори на членови на Советот од редот на судиите согласно член 14 став 9 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија го подготвува изборниот материјал, формира изборни одбори и ги спроведува изборите на членови на Советот од редот на судиите. Воедно ова да биде и дел од одлуката која што ја донесовме претходно. Понатаму преминуваме на точка 3. Точка 3 е донесување на решение за спроведување на избор на членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија. Имено согласно член 8 од Деловникот за работа на Судскиот совет е предвидено дека Советот на седница донесува решение за денот на спроведување на избор на член на Советот од редот на судиите и го објавува во службен весник. Со оглед да во конкретниот случај се исполнети условите за донесување на решение, отварам дискусија по однос на донесувањето на вакво решение и определување на денот на спроведување на изборот. Меѓутоа, воедно би сакала да укажам дека
треба да се внимава да оставиме доволно простор за комисијата по однос на онаа процедура што треба да ја изготви. По законот е предвиден рок од 30 дена од објавување на јавниот повик, меѓутоа запозната сум од страна на службите дека тоа би било рок од 10 на 15 дена за да може да се заврши цела постапка. Но ајде да дискутираме, колеги, повелете околу денот на одржување на изборите. Немате ништо против за... Не за дека против, можеби таа процедура ќе трае. И би било добро негде најмалку 3 недели да се предвиде, за да може да го предвидиме тој рок, за да се одржат нели изборите по однос на членовите. Мислам дека почеток нели до 10.6 да завршува постапка. Како вака мислење мој предлог. Само да видам кој датум паѓаат, 15 на дена реално треба да се остави. Иако денес 15, тоа би било околу 30, што значи почеток на јуни. За да не се враќа постапката во одредена фаза или да не се случи, треба да се штампат гласачки листчиња. Колеги, дали се согласувате со 6 јуни, тоа е четврток? Ние таму немаме активност, меѓутоа дали се согласувате во смисла дека ќе се успее за тој период да се заврши постапката? Сметам дека тука 3 недели има, може. Со оглед дека друга дискусија не е инициирана од ваша страна, беше околу изборот, ова ми беше дилема. Во тој случај предлагам да се донесе решение за спроведување на избор на членови на Советот од редот на судиите од Врховниот суд на Република Северна Македонија и од апелационо подрачје Битола, да се донесе решение со кое по точка 1 се спроведува избор на членови на Судскиот совет од редот на судиите, и тоа е еден член од редот на судиите од Врховниот суд на Република Северна Македонија и еден член од редот на судиите од апелационо подрачје Битола. Точка 2 изборот да се одржи на 6.6.2024 година, ако е во согласност со член 14 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија. Точка 3 решението да го спроведе Комисијата за спроведување на избори на членови на Советот од редот на судиите и се констатира дека ова решение влегува во сила со денот на објавување во службен весник на Република Северна Македонија. Тоа е мојот предлог за донесување на решение. Кој е за, колеги? Констатирам дека со едногласно со 11 гласа за е донесено решението како што беше даден предлогот. Преминуваме на точка 4. Точка 4. Колеги, јас во интерес на, бидејќи имаме јавност, ги оставаме да чекаат. Еве на ваше барање би дозволила, но ве молам 15 минути. Ве молам, не доцнете. Навистина е непријатно да се собираме од канцеларии. 15 до 1 дојдете во 1 заради да ги испочитуваме јавноста и медиумите. Ве молам, во 1:00 почнувам. И да не се, ве молам. Не можам да ви ги скратам ползите, но...